Стабилна е состојбата на учениците кои вчера со симптоми на труење од храна беа итно хоспитализирани во клиничката болница во Штип. Бројката на затруени синоќа се искачила до 8 лица, од кои 6 деца, 2 возрастни. Неофицијално симптоми на труење од храна имали газата на сендвичарницата, но најмалку уште 5 лица побарале совет од лекар поради слаби симптоми на труење. Поради тежината на симптоматологијата кои имаат децата, се хоспитализирани. Меѓутоа, наскоро, после дадената рехидратацијна терапија, примената соодветна симптоматска терапија, настапи подобрување и денес се во добра здравствена состојба. По извршениот инспекцијски надзор, сендвичарницата која ги послужила со гиро за труените е затворена од санитарниот и здравствениот инспекторат. На извршен епидемиолошки надзор во сендвичара Кинг во Делчево. Земени се мостри од храна и брисеви од објектот, кои што се испратени на микробиолошка анализа и објектот е привремено затворен. Па најверојатно се работи за стафилококно труење, меѓутоа чекаме да пристигнат изолатите. Првите симптоми кај учениците се појавиле околу пладне, неполни 2 часа по големиот одмор. Во 12 часот имавме известување од класниот раководител дека на едно дете му е лошо, дека има стомачни тегоби и дека повраќа. По само 15 минути имавме известување од уште еден класен дека и друго дете има проблеми со стомачни тегоби. По пола сат се пожали и вработениот во училиште и беше интервенирано до првата помош при Здравствениот дом Делчево. Труењето со храна на учениците во Делчево од сендвичарница повторно го отвора прашањето каква храна консумираат учениците. Во ова училиште само 1/3 од учениците консумира ладен оброк, организиран од училиштето. Училиштето има 615 ученици, во септември месец 250 деца земаваше ладен оброк, додека во октомври месец 215. Што е до наша страна, ние тражиме што поголем квалитет, меѓутоа тоа го диктира и цената и мислам дека цената е приступачна, децата плаќаат негде околу 400 денари месечно, имаат и сокчиња, имаат и јогурт, имаат ладни пецива. Апел од двете деветолетки во Делчево се испраќа до родителите, децата да ја користат по ефтината понуда за ладен оброк кој се дели во училиштата, но и понатаму останува обврската на училиштата да бараат подобар квалитет на храната која се дава на учениците во училиштата за да се зголеми нивниот интерес за неа, но останува и обврската за почести инспекцијски надзори на објектите за брза храна низ градот.